Добар ден, почитувани, започува новата Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев клиник. Радиолошките диагностички методи како што се рентген, мамографија, компјутерска томографија, магнетна резонанца, секојдневно спасуваат животи, овозможувајќи прецизен визуелен увид во нашите органи и тела. Но дали знаете на каков начин тие се изведуваат? На оваа тема денеска ќе проговориме со Михајло Мануилов, радиолошки технолог од клиниката Жан Митрев. Добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро венеде. На самиот почеток на емисијата ќе проговориме за нешто што е актуелно. Кај пациентите кои што се заболени од COVID-19, односно од новиот коронавирус, дали се препорачува да се направи обична рентгенска снимка или пак скенер, односно компјутерска томографија? Па да, сега со пандемијата COVID-19 се наметна потребата за диагностицирање на истата. Радиолошките процедури се број 1 во диагностика на COVID-19 и во зависност од состојбата во која што се наоѓа пациентот се препорачуваат адекватни диагностички процедури. Дали тоа ќе биде конвенционална рентгенографија на белите дробови или ќе биде компјутеризирана томографија, тоа се одлучува во корелација со состојбата која што има пациентот. Така, колку дена по појавата на првите симптоми најчесто се препорачува да се направи снимка, обична рентгенска снимка? Па видете, рентген снимањето секогаш треба да биде оправдано. Значи, ние користиме еден термин, алара, кој што значи S-low, S-reasonable, што значи дека секој рентген снимање треба да биде диагностичко оправдано. Докторот кој што ги води пациентите, значи во овој случај сега пациентите од COVID-19, најчесто тоа се матичните лекари или пулмолозите со инфектолозите, оние прават првичната иницијална проценка каков преглед ќе треба да направи пациентот, дали тоа ќе биде обична рентгенографија или ќе биде компјутеризирана томографија, се во зависност од кондицијата на пациентот во која што се наоѓа, како што ви кажав пред малку. Од што зависи дали снимката ќе ги покаже промените или не? Дали од квалитетот на апаратот, начинот на кој што е поставен пациентот, или пак еве како што споменавте од дозата на зрачење кој што ќе биде употребена? Ако има промени, тие секако ќе бидат прикажани, дали тоа ќе биде рентгенографија или ќе биде компјутеризирана томографија, тие секако ќе се покажат. Разликата е во тоа што да кажеме кај компјутеризираната томографија, тоа е подетална диагностичка процедура во која што секој преглед се прави во слайсови, така наречени, секој орган кој што се снима се сече на слайсови и тука имаме по-детални информации и по-детален, да кажам, диагностички преглед. Кај обичната конвенционалната рентгенографија, значи снимање на бели дробови и срце, имаме една слика од која што можеме и текако, значи и од неј за да добиеме информации за состојбата на пациентот, но пак ќе ви кажам, сето тоа е во корелација со докторот кој што го води пациентот, односно кој што ќе индицира дали ќе треба да се направи рентген снимање обично на белите дробови или компјутеризирана томографија. Во секој случај, ако има промени, ќе се видат и на обичното рентген снимање на белите дробови и на компјутеризираната томографија. Кај некои пациенти, значи промените како промени ги има, но секако подобро ги гледаме на компјутеризирана томографија. Доколку на рентгенската снимка наодот не е сосема јасен, што се предлага тогаш? Во тој случај се препорачува да кажеме компјутеризирана томографија, која што ви кажав е пософистицирана за разлика од конвенционалната рентгенографија. Тоа е преглед кој што се прави на компјутер. Тука зрачењето да кажам за кое што секогаш водиме сметка пациентот да прими што е можно помало зрачење. Тука зрачењето кај компјутеризираната томографија е поголемо и затоа секогаш се трудиме прегледот да биде направен ако навистина имаме диагностичка оправданост за самиот преглед. Веќе го споминавте јонизирачкото зрачење, односно познатите X-зраци, кои уреди кои што се користат како диагностички алатки ги користат овие зрачења? Конвенционалната рентгенографија, значи ова на обичното снимање и компјутеризираната томографија користат X-зраци.
додека магнетната резонанца користи електромагнетни бранови. Кај магнетната резонанца нема зрачење, а кај компјутерот, значи компјутеризираната томографија и конвенционалната рентгенологија, таму има зрачење со X зраци, кои што, да кажам, при секоја процедура предизвикуваат одредено оштетување на различни делови од човечкото тело. Така, затоа се вели дека се штетни, всушност оштетуваат, што какви проблеми може да создадат? Видете, во зависност од тоа кој преглед го правиме, ние секогаш имаме предвид како примарна цел ние да пациентот прими што е можно помала доза на зрачење. Во таа смисла и имаме соодветни протоколи, кои што протоколи ги адаптираме во однос на возраста на пациентите, во однос на големината на пациентите, тежина, дебелина и така натака, се со цел за да го заштитиме пациентот од непотребно ионизирачко зрачење, кое што секако и во најмали дози предизвикува одредени оштетувања. Затоа велиме дека оштетувањето кое што ќе го предизвикаме со било какво зрачење, односно било каква диагностичка процедура каде што има зрачење, треба да биде диагностички оправдано, односно штетата која што ќе ја предизвикаме на ткивата да биде помала во однос на тоа што, да кажеме, докторот ќе добие информација како диагностичка информација што ќе му користи во понатамошниот тек на лекувањето. Класичниот рентген е основен метод на диагностика. За кои пациенти го препорачувате? Тоа го одредува докторот. Докторот одредува дали ќе се направи обична снимка или ќе идеме на пософистицирана диагностичка процедура, односно компјутеризирана томографија, и тоа е во зависност од состојбата. Докторот го прегледува пациентот, индицира адекватно снимање, односно дали тоа ќе биде конвенционална рентгенографија, дали тоа ќе биде компјутеризирана томографија, дали ќе биде магнетна резонанца, било што, значи, иницијалниот доктор кој што прави индикацијата кај пациентот, он одлучува како ќе биде диагностичкиот третман со рентген зраци. Така, а дали се гледат меките ткива на рентген? Што всушност се гледа? Дали коскениот систем е всушност тој кој што најдобро се гледа? Се гледаат и меките, буквално се гледа све. Значи, се гледаат и меките ткива, се гледаат и коските. Постојат различни техники со кои што ние во однос на тоа што сакаме да добиеме од самиот рентген преглед, така и ги адаптираме и протоколите и прегледите, за да можеме да добиеме диагностички информации кои што ќе ни користат. Протоколите се така адаптирани со киловолти и милиампер секунди за да се добие, да кажеме ние во нашиот жаргон, така тоа го викаме мека или тврда слика, со која што ќе детерминираме дали ќе гледаме меки ткива или ќе гледаме повеќе коски. Што тоа значи? Дека за снимање на различни делови од телото се користи и различна доза на зрачење? Апсолутно. Апсолутно. Протоколите се така адаптирани да секој протокол за одредена регија се прави со одредени кондиции, киловолти и милиампер секунди, и врз основа на тоа се добива адекватна слика. Се користи ли, да речеме, помала доза за черепот во споредба со карлицата? Има ли некои такви правила? Видете, што е поголем објектот, ние мора да дадеме поголема сила на апаратурата, а што е поголема сила, односно ќе дадеме повеќе киловолти, значи пациентот ќе добие поголемо зрачење. И не е секогаш тоа правило, но најчесто тоа зависи од објектот кој што го снимаме. Понекогаш и од техниката која што сакаме да добиеме, но најчесто е од објектот кој што го сликаме. Што е објектот поголем, ќе ни треба, да кажем, поголема киловолтажа, повеќе милиампер секунди, а со тоа и пациентот добива повеќе зрачење. Се прави ли и разлика дали се снима дете или пак возрасен? Апсолутно да. Апсолутно нашите протоколи се адаптирани. Нашата болница располага со најсовремени апарати од портфолиото на Philips и сите тие се адаптирани во зависност од возраста која што популацијата која што доаѓа за рентген прегледи. Значи ние работиме и деца од, да кажем, 2 до 3 дена, неонатологија, работиме на компјутеризирана томографија, деца кои што се стари 2 до 3 дена, кои што имаат 2 до 3 килограми. Сите протоколи се адаптирани на тој начин во зависност од возраста и
килограмите кои што ги има пациентот. Работиме и обезни пациенти кои што имаат по 150, по 170 килограми. Сето тоа е адаптирано во зависност од големината на пациентот и се разбира од диагностичките информации кои што сакаме да ги добиеме со радиолошката процедура. Дали рентгенските снимки овозможуваат веродостојни и точни информации? Апсолутно да. Апсолутно да. Ние се трудиме сето она што го работиме да биде точно, да биде диагностички корисно, со корисна информација за докторот кој што ја бара самата процедура. Видете, врз основа на нашите податоци кои што ќе ги дадеме кај докторот кој што го индицирал прегледот, тој ќе даде и соодветна диагноза, така да тука не сме да има промашај. Ајде да проговориме и за мамографијата. Исто и тоа е рентгенско снимање. Дали почесто се го применувате кај жените како превенција од болест, односно од рак на дојка, или пак не е мал бројот на оние кои што се обраќаат кога веќе болеста е присутна и тогаш го прават првото снимање? Да, во нашата клиника од неодамна инсталиравме и најнов мамограф од најновата технологија на Hologic, 3D мамограф со томосинтеза, кој што прави одлични, да кажем, прегледи. Сега во однос на вашето прашање, мамографијата има мислење дека е препорачлива кај жените после 40 години еднаш годишно да прават мамографија. Но јас би кажал дека, навраќајќи се на она претходно што го кажав, дека секое зрачење и секој преглед кај што има X зраци, односно зрачење, треба да биде диагностички оправдано. И жените после 40 година пред да дојдат на мамографија треба претходно да консултираат доктор кој што ќе ги прегледа, кој што ќе направи, да кажам, ехо на градите, во предвид доаѓа и магнетна резонанца на дојките на градите. Така да мамографијата исто е процедура која што има зрачење, X зраци, и секогаш мора да имаме во предвид да се прави оној момент и тогаш кога е навистина потребно. Често се случува да доаѓаат жените по своја желба да се контролираат, но секогаш ги советуваме дека има и други методи, не е само мамографијата метода која што може да даде адекватен приказ на дојките, туку има и други методи, претходно без зрачење, да кажеме ултразвук или магнетна резонанца, каде што апсолутно се добиваат и те како корисни информации за состојбата на дојките, за промените доколку ги има и така натака. Што значи дека да, се препорачува, но секако во консултација претходно со доктор. Ајде сега да појасните како изгледа снимањето, бидејќи тоа е целта на денешната емисија, да појасниме како овие рентгенолошки, односно радиолошки диагностички методи се применуваат. Често пати жените стравуваат дека снимањето со мамограф е болно, непријатно. Дали е тоа навистина така? Видете, за секоја радиографска процедура, за секој радиографски преглед постојат одредени припреми на пациентот, тоа така е и кај мамографијата, така и кај компјутеризираната томографија, во зависност од прегледите кои што ги правиме, има различни припреми на пациентот. Што се однесува конкретно што ме прашавте за мамографијата, дали е болна метода, видете, тоа е малце незгодно затоа што градата треба да се притисне и квалитетот на сликата, на дојката, зависи од тоа како ќе ја притиснеме, зависи од ангулацијата која што ќе ја дадеме при снимањето. Не е болно, ние се трудиме да биде секакош, да биде што е можно попријатно за пациентката, но некојаш, знаете, тука е и стравот кај пациентките дека ќе им се стисне градата, дека ќе боли, дека ќе биде малце незгодно за нив. Сето тоа ние се трудиме прво во разговор, во припрема да припремиме дека тоа нема да биде така, дека ќе се потрудиме максимално да биде комфортно. Да, треба градата да се притисне, тоа е по процедура и по протокол така, затоа што ако не се притисне, прегледот нема да биде диагностички корисен. Проблем ли ако дојките се преголеми или пак се мали, премали за самиот процес на снимање? Видете, да, има различни жени кои што имаат различна конституција и структура на градите, некои се помали, некои поголеми.
и внатрешната структура некои се погусти, некои ткивото не е баш така. За нас не е проблем дали градите ќе бидат поголеми или помали. Ние имаме апаратурата располага со детектори кои што и се за помали гради и со детектори кои што се за поголеми гради. Единствено во интерпретацијата на самата слика може да дојде некојаш до да кажам потешкоти во интерпретацијата кај гради кои што се погусти, особено кај поголемите гради или кај помладите жени, девојки кои што имаат погусти, да кажам, гради. Кај нив може понекогаш да дојде, но со користењето сега на новата метода која што кај нас ја имаме во Жан Митрев клиник, 3D томосинтеза, се добива еден приказ апсолутно јасен, дури и кај такви, да кажем, пообемни или погусти гради. Колку снимки се прават за време на мамографијата? Во зависност од тоа дали ќе правиме 2D, она класична мамографија, или ќе правиме томосинтеза, бројката варира во правењето на сликите. Кај класичната 2D мамографија добиваме 4 снимки на секоја града, значи ги сликаме двете гради по 2 снимања, латерално и апе, кога правиме 3D томосинтеза добиваме околу 50 на снимки кои што се, да кажам, на 1 милиметар пресек. 3D томосинтеза, тоа би сакал да го објаснам, да го знаат да кажам жените, гледачките. Доаѓаат кај нас и мажи. Сега пред некој ден имавме машко кој што исто правеше мамографија. И кај нив се имаат истите проблеми. Може и кај мажите да се јават проблеми. Апсолутно. Сега пред некој ден имавме, но најчеста нели популација се жените. Да. Разликата измеѓу 2D и 3D е тоа што, да кажеме, на 2D се добиваат, ја добиваме градата во 2D проекција, значи апе и профил, антеропостериорно и профил, а кај 3D томосинтезата добиваме 50 слики од сите агли на градата и сите, значи, пресечени на 1 милиметар, што значи дека добивате еден идеален приказ, кај што со тој идеален приказ ќе се минимизираат сите оние пропусти, да не се види некоја промена, да не се види циста, калцификат или било што друго. Дали снимањето кај 3D мамографијата изгледа исто како класичната мамографија? Да, исто е, со притискање на градите, со тоа што цевката ротира под ангулација, за да, значи, ја опфати дојката од сите страни и затоа се добиваат и поголем број на слики, околу 50 на слики. Ви кажа, во слайсови од 1 милиметар, да, техниката е не скоро, него е иста за снимање и за 2D мамографија и за томосинтеза. Што им препорачувате на жените пред да дојдат на снимање? Дали смеат да употребат антиперспирант или пак млеко за тело, некоја козметика? Прави ли тоа пречка во квалитетот на снимката? Може да ни прави, затоа, како што пред малце ви кажав и напоменав, правиме припрема на жените кои го договараат прегледот и појаснуваме дека не треба да користат антиперспиранти, млеко за тела, пудри, сите оние козметички средства кои што користат, да кажам, во својот состав имаат мали партикли на некој метал, било како, кои што потоа при интерпретацијата на сликата можат да ни дадат, да кажам, некој лажен наод на калцификат или на циста или на било што. Затоа ги советуваме и ги припремаме жените кога ќе дојдат за мамографија, дали тоа ќе биде 2D мамографија или томосинтеза, апсолутно да не користат никакви козметички средства, да бидат кожата да биде сува, без никакви користења на козметички средства кои што може да ни направат проблем при интерпретација на сликата. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со појаснувања околу снимањата со магнетна резонанца и компјутерска томографија. Останете со нас, бидејќи следат на вистина корисни информации за вас.
Знаете ли како се прават рентгенски снимања, мамографија, компјутерска томографија, магнетна резонанца? Сето ова ни го појаснува денешниот гостин Михајло Маноилов, радиолошки технолог од Жан Митрев клиник. Сега ќе проговориме за компјутерската томографија. Веќе споменавте неколку пати во емисијата дека незината примена треба да биде оправдана и треба докторот да ја препорача. Обично за какви болести се советува да се направи? Се препорачува за секакви болести. Значи, широк е диапазонот. Диапазонот. Диапазонот, на индикации кои што се користат во компјутеризираната томографија. Докторот кој што го индицира прегледот, одлучува за каков преглед, кој орган му е во интерес и врз основа на тоа го правиме и самиот преглед со компјутеризирана томографија. Точно ли е дека тука се користат највисоки дози на зрачење? Да, тука зрачењето во однос на конвенционалната радиографија е повисоко, но ние имаме адаптирани протоколи на кои работиме и кои се, како што претходно ви кажав, базирани на возраста и на тежината на пациентот. И сето тоа го адаптираме на тој начин да пациентот добие што е можно помала доза на зрачење. Буквално секој орган може да биде подложен на преглед со компјутеризирана томографија. Со компјутеризираната томографија се добиваат далеку подетални информации за кои што ќе му користат понатака на докторот кој што го индицирал прегледот врз основа на тоа да донесе дијагноза. Како се изведува оваа процедура? Тоа е процедура која што релативно кратко трае, да кажеме за некои прегледи максимално 5 минути трае прегледот, претходно се припрема, може да се изведува со контраст и без контраст. Пациентот лежи во компјутерот, се припрема претходно, се добива преглед со X зраци, значи има зрачење. Во гентрито каде што пациентот легнува, се наоѓа рентген цевка и има детектори. Рентген цевката пушта зрачење. Сите тие детектори кои што се наоѓаат во гентрито околу, нашиот компјутер е од портфолиото на Philips со најсовремена технологија, со 256 детектори. Значи сите тие детектори кога рентген цевката ќе пушти зрак, они примаат сигнал од зракот кој што поминува низ, да кажеме, ткивото кое што ни е од интерес. Сите тие сигнали кои што поминуваат на детекторот, потоа се собираат, со софтвер се обработуваат и се добива, така да кажам, слика од која што понатака се црпат податоци кои што ќе бидат корисни за дијагноза. Споменавте дека некогаш пациентите примаат контраст. Какво средство е тоа? Дали тоа исто така предизвикува одредено зрачење во организмот? Колку време му е потребен на контрастот за да се елиминира од организмот? Контрастот го даваме оној момент кога ќе процениме дека треба да ни обои некоја регија од интерес. Го даваме кога ќе сакаме да видиме крвни садови. Крвните садови да се обојуваат со контрастот. Контрастот не зрачи, како сам од себе, значи не зрачи. Имаме формула по која што се дозира контрастот, значи и тоа го работиме по протокол, во зависност од килажата на пациентот, се дозира и самата количина на контрастот кој што ќе го добие пациентот. Откако ќе заврши прегледот, на пациентот му се даваат совети да се хидрира одредено време, најчесто ден-два, да зема повеќе течности, чај, сок, вода и така натака. Значи тој не е штетен доколку се инjектира во онаа количина колку што е потребна за самиот пациент. Доколку се дава почесто и се прават повеќе прегледи со контраст, значи може да дојде со проблеми со бубрезите кои што настануваат. Но ние се трудиме сето тоа да биде по протокол, да пациентот добие контраст, онолку колку што е пропишано, онолку колку што ни треба за прегледот и со тоа апсолутно нема никакви проблеми за пациентот. Дали е важно за пациентот да се води евиденција за бројот на рентгенски снимки што ги направил и дозата што ја има примено? Доколку се потребни вакви чести снимања и испитувања? Апсолутно, да.
потребно е да се води сметка колку пациентот има направено снимање. Во земјите од Европската унија секој пациент си има и свој личен картон, како што е здравствената книшка, во која што секое снимање радиолошко со X-зраци се заведува во картонот и пациентот има увид и евиденција какви прегледи му се направени, а со тоа и докторите кои што ги прават прегледите гледаат, бидејќи во различни места може да прави прегледи на различен начин. Апсолутно треба да се има увид во тоа колку пациентот, да речеме, во текот на годината има направено одредени радиолошки процедури. Но пак е напоменам, кога навистина е потребна една радиолошка процедура, кога таа диагностички е оправдана, тогаш нема дилема дали треба или не треба да се направи. Понекогаш се прават процедури и секојдневно за да се следи состојбата на пациентот, а доколку нема потреба, апсолутно не постои никаква индикација да се направи преглед. Така има ли Што значи дека не може да дојде пациентот од улица и да каже: видете, јас имам малце слободно време сега и сакам да ми направите рентген, да речеме, на бели дробови или на абдоменот или било како. Или јас се сумневам во нешто, ајде да си го исклучам, да не се секирам, да го тргнам од грижа, да не ми е понатаму грижа. Не може по собствена желба тоа се направи, секогаш треба препораки и да се извага. Нели? Апсолутно да има диагностичка оправданост. Така. Колка број на диагностички на рентгенски постапки се максимално дозволени? Има ли такво нешто? Нема такво нешто, за да има одреден број, од каде да кажеме после тоа не би биле дозволени диагностички процедури, а пак е она што ви кажав пред малку, slow, reasonable. Значи да биде зрачењето што е можно помало, а да не се наруши, нели, квалитетот на самата рентген слика. Ние можеме да дадеме и мала доза на прегледот, ама ако тој не биде диагностички корисен, ќе треба да го повториме, што значи дека пациентот ќе прими дупла доза. И потоа сме направиле, да кажеме, и дупло оштетување, дупло зло на пациентот. Сакам да ви кажам дека не постои одреден број или калкулација на која што можеме да се потпреме и да кажеме: до тука више вашите рентгенолошки прегледи за оваа година се завршили. Значи треба да има диагностичка оправданост, а таа диагностичка оправданост ја одредува докторот кој што го индицира прегледот. Ајде сега да проговориме за магнетната резонанца. Таму не се користат X-зраци, односно ионизирачко зрачење, туку бранови, магнетни предпоставувам, така? Да. Сега магнетната, да, кажете. Повелете. За магнетна резонанца збор 2, кому е намената? Да. Магнетната резонанца е исто современа диагностичка процедура која што не користи X-зраци. Значи тука нема зрачење, а често доаѓаат пациентите и прашуваат колку зрачење има тука. Значи ние секогаш им кажуваме дека во магнетната резонанца нема зрачење, се користи моќно магнетно поле и радиофреквентни електромагнетни бранови за добивање на слика на, да кажам, сличен начин на кој што се добива и сликата кај компјутеризираната томографија. Значи сите тие параметри кои што се добиваат во магнетната резонанца ние користиме така наречени коили или антени кои што ги фаќаат сите тие сигнали кои што се добиваат од тие радиофреквентни бранови од моќното магнетно поле. Тие се преработуваат од софтвер, кој што софтвер потоа нас ни ги дава како слика и ние ги гледаме како диагностичка процедура од органот кој што сме го испитале со магнетна резонанца. Со магнетна резонанца буквално може да, исто како и со компјутеризираната томографија, да се прегледува секој орган. Најчесто магнетната резонанца се користи за меки ткива, но понекогаш ја користиме и за други диагнози. Многу често се користи во мускулоскелетниот систем, кога ортопедите најчесто даваат индикации за магнетна резонанца. Пак ќе кажам дека е една процедура која што е навистина многу современа. Негативност е што, да речем, трае малце подолго од компјутеризираната томографија, зависност од прегледот, од 15 на минути до половина час, некои прегледи траат и повеќе. Исто една, да кажем, негативност или ограничувачка особина е тоа што пациентот треба да влезе во еден бор, значи во еден тунел,
кај што може да се јави страв, може да се јави фобија. Но што правите во таква ситуација кога е пациентот клаустрофобичен, па не може да издржи половина час во тој тунел? Мора ли да го седирате? Се случува ли тоа за да се изведе снимањето или пак треба тој да е свесен и да соработува? Видете, ние користиме различни методи да соработуваме, да кажем, со пациентот додека тој е во магнетната резонанца. Најчесто се трудиме да тоа биде без анестезија, без седација. Разговараме со пациентот, секако дека има претходно припрема за магнетната резонанца. Во магнетната резонанца не можат да влезат пациенти кои што имаат импланти, кои што се од метал, да кажам, затоа што ќе им предизвикаме проблем. Не можат да влезат пациенти кои што имаат стентови или други метални импланти, да кажам, ставени пред 6 месеци од интервенцијата. Потоа, некојаш ни прават проблем пломбите на пациентите кога прегледуваме глава или мозок, по зависност. Но сега, нели, со новите методи, пломбите веќе не се како порано што беа од олово, туку се од друг материјал и веќе немаме проблем со тоа. Секако дека разговараме со пациентот, го припремаме, доколку не може, доколку има навистина фобија, доколку не може навистина да се направи преглед, тогаш тука е и можноста да се седира, да се даде анестезија и да се направи преглед, се во корист на пациентот. Исто така магнетната резонанца за срце е диагностичка постапка која што е се побарана и која од страна на докторите. Која е предноста на магнетот за наменет за срце во однос на другите диагностички процедури? Да, видите, магнетната резонанца на срце е супериорна диагностичка процедура, без која не може да се замисли современа проценка и третман на многу кардиоваскуларни болести. Магнетната резонанца на срце кај нас во нашата клиника веќе се работи скоро 2 години и ние сме единствени во овој регион кој што ја работиме магнетната резонанца на срце. Тоа е на вистина софистицирана процедура. Предности се што незината е на вистина прецизна, има отсуство на радиационо зрачење, многу по-безбедни контрастни средства во однос на компјутеризираната томографија кои што не предизвикуваат, да кажам, нефротоктичност и можноста за карактеризација на ткивото, како да кажам, така наречена виртуелна биопсија. Негативности се времетраењето на самиот преглед, негде околу 45 минути трае магнетната резонанца на срце. Се трудиме секогаш кога е можно да биде тоа и побрзо. Кажа дека се контраиндицирани кај феромагнетни импланти, потоа неможност или невозможен преглед кај клаустрофобични пациенти. Така. Само да ви кажам, сега во контекст на пандемијата со COVID-19, која што е моментално, направена една студија кај пациенти кои што прележале COVID-19 и тоа со лесна, да кажам, клиничка слика на COVID-19, кај 75% до 78% од пациентите е констатиран миокардит со магнетната резонанца на срце. Пак е напоменам со лесна клиничка слика, што значи дека во овој период магнетната резонанца на срце е една диагностичка процедура која што би требала да биде, да кажам, број 1 после рентген на белите дробови и компјутеризираната томографија. А колку често може да се прави магнетна резонанца, снимање со магнетна резонанца? Видете, и кај магнетната резонанца постојат опасности кои што не демнат додека го правиме прегледот, затоа е потребен оној припремен период на пациентите, да се земе соодветна анамнеза, да се испраши убаво пациентот. Не постои, да кажам, ограничување колку може да се направи магнетна резонанца. Тука можете да правите магнетна резонанца секогаш кога има индикација, немате израчење и апсолутно не постои, да кажам, некоја ограничувачка инстанца која што ќе се каже дека до сега више
сте го надминале лимитите, не можете да правите веќе магнетна резонанца. Безбедна, навистина безбедна диагностичка процедура. Ви кажав, има одредени негативности и најчесто пациентите им е страв, фобија е тоа, али се трудиме ние што е можно да ми излеземе, што е да биде прегледот пократок, да се чувствуваат попријатно, и пуштаме музика, во текот на прегледот разговараме со нив и така да ги опуштите. А дали за снимање на некои други болести, освен за ковид, редовно доаѓаат пациентите да ги направат? Се плашат ли поради корона кризава да ги прават редовните радиолошки испитувања? Видете, ние имаме протокол и работиме и со ковид пациенти, работиме пациенти кои што се, да кажем, без ковид. Протоколот строго се почитува во нашата клиника и ние секојдневно имаме пациенти кои што доаѓаат за редовни диагностички процедури, кои што не се ковид позитивни, но од друга страна имаме и пациенти кои што се ковид, кои што исто така им се почитуваат сите протоколи, исто така ги прават сите диагностички процедури кои што се индицирани, така што не постои сега тука некоја селекција дека ќе работиме само ковид или само, да кажем, чисти пациенти. Да, во нашата клиника доаѓаат и пациенти кои што не се ковид инфицирани и пациенти кои што се ковид позитивни. Михајло, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта на еден убав разбирлив начин. На нашите гледачи им ги појаснивте сите работи околу начинот на кој што се врши снимање со рентген, мамографија, компјутерска томографија и магнетна резонанца. Ви благодарам за гостувањето. Ми благодарам и на вас. Ова беше се во денешната емисија, која што ја реализиравме во соработка со клиниката Жан Митрев. Ви посакувам убав викенд и од понеделник следете не повторно во редовниот термин емисијата 13 часот и 45 минути секако на телевизија Телма. До гледање.